Челче, како е работава? Уј, супер. Повели бе, роднино, повели, искажи се, ајде, повели. 13-та епизода. Повели, искажи се, 13-та епизода и почви. Не, вака не играме. Не играме вака, почитувани дами и господа. И епизода вака кој полека вака. Се затна? Одлично. Почитувани дами и господа, 13-та епизода Нитро Цвај со овој господин овдека muted. Ти ми пуштиш рака? Браво. Air high five со Чоле од овдека. Нитро Цвај 13-та епизода и одма се поставуваат прашањето дали бројот 13 треба уште да се верви дека е обседнат, дека е темен, дека е црн. Да. Дали некој верве хотели неме 13 спрат. Хотели ама со 4, да, заминати се, еве со пантомима, ќе тераме, ајде. 11, 12, 14, 15 со 5 звезди, со 5 морски звезди, да олабам малце, да попуштам. Да. И го знаеш ова, така? 13. Среќа 13 сат што нема. Ти си број 13. Убо се осеќаш. Убо се, ти денеска само, од кој дојдем, само нешто го колкам, само нешто не го бендисвит, само ме карат. Дали е неспан, баш не знам што е работава, види го мало и блете. Нешто му се дешава. Ќе си, да, таман сум. И за почеток, значи, морат прво да ги спомниме нашите спонзори, Media Lab, господин Чоле Чолески со Николче Чолески, така? Со двојник, другата во мене. За визуелниот дел на овој подкаст. Па го имаме Coworking Охрид за просторот овдека. Никола Тодоровски го имаме како инвентар денеска и тој е спонзор. Па другиот UX Labs, мајците кои што ни ги направи за мерич материјал, првите мајци уште чакаме на вашите кликои и ukion.mk за нашиот вебсайт, hhh.mk кој што ни го направи вебсајтот, да се купат сите наши карти, за сите наши стендап шоуа, значи тоа е линкот во job description. Во description ги имаат сите овие линкови. Сега ќе се затвори завеса. Никако кат. Job description. Ако беше порка, ќе беше body description. Ако беше, кажи бе Чоле друго шо, седи. Го имаат job description и она. Прешкртано. Леко во турска серија застана. Кутрото си почина. Го нема. И стартоваме 13-та епизода со овој господин овдека muted. Се запре, демек не знам. Барем сопруга да му бе вака да ми се понашаше. Дојде и рече да ти се ова е то. Заубој се претури ми мене, така? Водолија? Водолија. Линији мале. Ама Павлеков, кој ни супа што ќе е нека фанчињена од сабајле да поиш, кај што сркет супа, кај што тегне, кој ќе повлечи, не на јазиков супа, во грло директно да му е да го... И на крај, кој ќе ги видиш, стари непијаници, тој од вечерта дошол кај било, сабајле се освежи, и од Фиден овде кој ќе му застани лака. И продолжи со јадење, знаеш, тегните уште. Некој пат треба да поиш чисто боје кафански, да видиш што е environment има. Не се сите адвокати, нотари, заболекари во едно општество како ова, да се разбериме. Имат и оние ракија,
Шо изветрена тото ракија препир внатре со оние бродчиња шо беа. Ама то бродчето потонато многу адамна. Знаеш, и ќе дојде овде зап не му фали, само то е. Знаеш, колку телешкава да му да ја голтни. И супи од сабајле ќе појде, или телешка, и кој ќе повледи, кој бари ги прави тоа да вакуум. За ноќта имат повраќано, имат вратено се и само треба нешто и да влези, за му да допие. И пред кладилници застани со они пластична шиша од Кока-кола, ама од старите капачиња. И овде испукани рацеви кој многу работено да има тоа. Паѓано под зидој, под зад реклами, зад билборди. Пример сега велиме. Тоа е дел од едно општество. Ако не ме вервите, појдете од сабајле по хоп, праштевај. И вака и ти еш маркен. И веќе ти речи, му речи само мамаро старото грујевски се вради. Кој ќе се крени на еднакол се воќе ја вика. Ја да ти кажа на времето колку можев да испија, сега не може. Да, ја да ти кажа. Таков театар само вас ви треба мало да ве дотерат во ред. Пример, тебе, особено. Спонтан аплауз се мисли това. Ќе поминиме вака епизодава. Ако бе? Уште се за стари пијаници ќе правиме муавет. И син му сабајле поминут покрај кафанчево излегве и не се ни познавет, знаеш, не му предмувавет. Ето ти викам. И овој ќе го ополи, ќе му речи, заради тебе се пропив. Смрден еден. Ајте, изборви, јас ќе преведвам. Таму, оиш, ги зеде, се врати. Се наоѓат, имаш пари, ситно, 100 ми треба за ракија. 200, 700, 800. Кредит треба платам. Се среќаве татко ми и сино пред кафанче на онде на ќошка. И му викат пулсот, провери го. Кај оиш вака? Младиов му вика на стариов, со точак си. Да те однесам, врни надвор. Виде. Ајде, и? Се врза работава. Кај ој синов? Да видиме синов кај ој сега. Ој тој сега синов. Не, седи сега. Синов кини се сега. Мажен е или жената или не е? Имат прстен, добро? Го скина веќе. Го изгуби прстот. Невиноста изгуби, го фрли прстенот. Го искоцка. Вампирот разведене, море, разведене. Ово е пак со ѓаволот е ова. Го истадо не рече. Зашто е разведен? Само што го одлепив одма инспирација доби. Дали во рете се изрази? Не. Издоминира на сцената? Не, уште. Во рете? Од мало ќе го порасниш, ќе го донесиш на подкаст, и пак за кого, море? Кој ќе ти признае почитување, дами и господа? Татко ми сега ме чека надвор пред студио, онде како на родителска, како на времето. Од на школа чека да заврши 5 час. Така ме донесе, така. Еве, Николче, земете го, поиграјте си и врати се од овдека во игротека ме носи до лаба мало. Каква прекрасна најава направи. Јас прво се возбудив, па се намовнав. И се вознемири после. И после ми беше криво. Што те остев ти да ја направиш најава. Зошто? Сега ќе видиш лајкој, сабскрајбој. Сега ќе видиш. Не бе, ти викаме цел ден нешто е дојден и помене само. Ко со камења. Нема врска. Дури библиски момент доживеавме. Јас нешто застанав да се истегнам и почна анатеми да фрлат помени. Ова сега братучете влезен во предизборна кампања и шири спекулации без потреба. Мисли дека имат потреба да гласате. Јас се Силјановска сме. Она што имат потреба да се направите, да направите subscribe таму, лайк, коментар, некој чисто да свежнит муабетов и да одиме понатаму во следна епизода, мислам. Да почнеме 14-та одма. Да ја скокнеме 13-та. Ова си е 13 мене, заш? Така е општо сватено. 13 дека е... Што е општо сватено? Символ за неубав... Како да нема врска. Мене ми е среќен број 13. Еве го. Гледаш? Еве го.
Еве го. Гледаш? 13. Не, ти дали гледаш? Не јас дали гледам. Да, гледам. Немој Јеховин сведок да си рекол че паднет струја осигурачи Имам све. контакти со, ти кажав, Јеховин, еве, се сгасна светлото. Од Германија. Друг пристап имаше. Германски пристап имаше. Точно во 7 сабајле го Дојде. почна муабетот. Во 7 дојде. Да. Се појави На рече. смена. Точен На сум. смена и кона лента се уклучви во она и со све. Само што Овде наместо полабаво флаер е, сега со таблет идет. Ако е тоа библиско, ова е со Пак е со дека јаболкото, таблетон. Уште? Од Лавот кај што го гаѓа. градината. Лавот ама со биорака, пошто претходниот лав беше тоа малку заменет и ги изеде цело семејство од плакатов. Не, Да. тако видов на еден репрезентативен материјал. Лав имаше? Да, лавот Зашто? змијава овдека демек спореди Лав. Јехова, така беше. Добро, не знам, Спореди ти се Јехова. разбираш поќе од тие работи. Да, јас се разбирам. Сега зедов и елка за вкола со Јеховин сведок. Добро. Прекрасно. Видов еден флаер, дојде кај мене, кај што живеев и тропна и река добар ден. Еве, јас реков абе Знаеме, сите имаме, мислам, треба да сме, посведочено таков настан. Викам абе ова со Лавовко да не ми излеат малце, викам веродостојно. Полбо ми Дојш. беше до пред малце ко правевме муабет за мене ко кажеше дека неубо се осеќаш. Полбо ми беше. Полбо ти беше? Да. Ама еве Зашто 13. искрен беше, сваќаш? А се не сум искрен? Па не знам. Чекај да кажам, Не, ова не го знаеш. правиш само за потребите на шоуто. Демек за да блесниш и за демек ова е утре то. од свај да е Уште не појако. почнати зад камера. Не Ти е то. ваков, ти таков. Не убо поминвиш, не ти чинит материјалот. Ова не биват, она не биват. Кога сум ти рекол не ти чинит материјалот. Секогаш. Сношти искина. Секогаш. Во Гостивар беше сношти. Ме како не Во сум Центар искрен. за култура Аснам. Да. Влезе искина Не, и после јас не. сендвичи им делев на публикава за да ги убедам дека и јас имам шоу вечерта. Од ВМРО си Од дојде. ВМРО со крстајче мој бе беа. Од не, левица даваш беа сендвич, мој бе. не пали ти ваѓаш Јеховин. Чоле вака направи со крштај, го купи одма, знам море шо пали. Чоле? Знам шо Со- пали. Пали. Аха, Чоле. кажи го и то Пали ти, пред гаси. јавноста. Еј, Не во само да ми Гостивар јаеш вчера. шприци. Каков пред не, прво со ред ќе почнеме. Прво бевме во средата беше кој датум? Кичево. 20. Ау, луѓе златни. Прво значит Кочо Рацин име Центар за култура. Име. Име. То име, да. Име. Каква екипа, каков прекрасен пречек, каква уба публика во Кичево. Респект. Уба публика, Уба, вистина. уба публика. Секогаш Многу убаво биде си поминав. кичевчан. Така? Да. Јас прв пат настапам во Кичево општо, да идам Браво и за си. поќе. Да, беше прекрасно. После тоа, вчера, не да за неубаде, за убо. Еве, за убо Еве топ сега. е, шо. Ама чули се насмеа така злобно и сега треба да кажам И уште тој работи. е ограничен. Сигурно. Затоа само со фреймови работи. Аха. И само викат повака, потака, Аха. сега синкир, ова сега... Како да ве соберит во 24 Синкир на- фреймој со тие за На листоците. писмена по геометрија сме. Со Катастрофа. тие за листоците. Да. леле. Чоле, колку сакаш фреймој, нека имат ова, веќе се споја со гзов назад, немат бегање. Не бикче, хемотерапија, ова не го спасвит поќе. Што сакат некај. Добро. Не, знаеш, е многу дебилно, вака глупо кој ќе леш ко мене, растит рандом косуле, за ништо. Па ово нога од овде да ми, барем ќе ми се смеет попат, има та глагол, дејство ќе има, не, еко глупо почви да ми растит овде кој некој Две детин, ноџиња ке требит, ко рогој вака. Да. слободно. Многу јако ке е тоа. Биелзебаб. Со ноктиња налакирани. За да ги збуниш сите, да не знаеш. И мало чулче ќе пуштам за вуше, тоа ќе дојде. Дали не е од ракава. ова Evil или е новата сезона на Келвин Клайн? Да. Да се збунат, да не знаат како... Во муабетов само уште една подтема. Ова е било период на фешн прочитав. Ау, ме бенди Демек, сите ова. чоколадно кафеаво да носиш, разбираш? Демек, тоа било тематско сега, периодов, ако носиш чоколадно, вака како масава е вајдата, да носиш, за да, не знам што ќе придонеси то, ама треба да носиш. Си викам, шо ако си далтонист? Зато поскапе чоколадо во последен... Со најлепши желје да се помачкаш, или овде бела кошула и со И крем Африка банана. имаше штрајк пред некое време, рекоа појќе какао не произведвиме. Од истово.
Лоша ради пропаганда. ова. Да бе, Нема имаше. американци ве гледаш, одма чоколадата и Затоа овие рекоа, не, тоа е модерно, така треба. Ме бенди свичо, од Кичево скокнавме на какао производство во Африка. Топ, браво. Мораше. И после ќе се чудиш зошто мислам Не кренат гледаноста подкастот? е таја. Кој Што бе? е? Сакам да кажам преуба. Like, subscribe. Абе седи, Преубаво. како шибат подкастов нагоре, ај седи, пауза, нема застанување море. То се поштова, то се бара. Нагоре шибат, зашто си викат поубаво стегни му лайк, нека имат вјус, срекни да се, кој што се тргнати да ја тупат овие двајца. А? Не, кој нема тој момент? Не, јас се сомнев. Се поти убај коментари има. Песимистички размислувам за секој случај. Зашто ако е оптимистички премногу, може да биете егоистички. Каква филозофија кажав като врзете Ова се. кога ти тргнеш на долг пацот Бо, Тодоровски, бо. со ваков пристап резервна на гумата ја дупнит. Ако ти се дупни, да се додупни Не, со цела работа. братучето е многу, значи сношти бевме во Гостивар Да. и на враќање, тоест после Сношти се мисли во шоуто, саботата. после шоуто бевме да јајме нешто в кафана, преубаво ајде. О! Така, Леле. sausages, in the name of sausages. Леле. Уф, вистина. Таму имаше нормално в кафана, народна музика, значи од народна тргнавме, после ојдовме в кафич, имаше бивша југа и на крај завршивме в кола кај братучет во неговото моторно возило со дед метал. Јас не знам, сабајлеко се разбудив, не знаев каков однос да имам кон планетава, кон себе си, еве, крај крај. Се сеќаваш кога донесе Неутрален Љубе сум. Бошковски прв пат од Хаг, како ја бацвеше земјава, од авион ко слезе, тоа е легендарно клипче, така и ти. Само што стигнавме со 100 сатот во ние едно време, излезе од кола и онде пред зграда почнува бацвите асфалтон и камти и уште си продолжи да ја баци, зашто конечно со Не, скапаникава. знаеш кој ми беше најсреќен момент? Не е тоа. За Немој Љубе да Бошковски? А, не. шириш инсинуации пред публиката. Влегов да се туширам после овој немил настан, нормално, и ми влезе вода во уши, ми се затнаја ушиве. Прекрасно чувство. Знаеш, она 5 минути Да одмориш. ништо да не слушаш, Да лабај. да речиш, Господе Боже, а затоа ова постоело како феномен. Ти, а можеше тапи да А земеш иначе две. на плажа, Тоа не- кога ти се затни душе, како се осеќаш ти бе? Не бе, кажи ни како се осеќаш. Повредено, заш гнојт. Еј, гнојт. Да. Еј, на мој брат ми му се деси, онолку глуп да си. Мојава мајката, значи, онолку глуп да си. Пази што се дешава. Одна плажа, ушето танк, вода му влезе, цела недела, вака одеше, кој на телефон да збори. Полека, вака, викам, што ти е бе? Леле, викат, ми влезе вода, нешто инфекција, оди по лекари, капки става и не знам што, таман му помина. Другиот ден дали не појде десното, дали не му се заеба. Пак се на оваа страна изеснато е, спавеше. Викам ти на плажа со гума одење. Овој дел овде да не влек вид под вода. Си глуп. Не джабе. Те. На син ми му влезе бубачка, пеперутка, олка вака, значи чисто е. Од мирно играле пред зграда, летоска беше тоа. И идат дома и ми викат, тато, ми имам бубачка во ушево. Викам, чекај сега, нешто ливче, нешто ова, она. Не, ми зујат, ја слушам и сега, знаеш, ова влегвид веќе жанров во хорор. Да. И сега зедов телефонов, светам и гледам внатре во ушево дека имат нешто стварно. И сега ти не знаеш шо е то. И е внатре во ушево. И поќе влегви таа уствари. И сега не смеш да чеп, не, од кај знам шо е. Ме разби? Да, И гадно е и плюс треба да превземиш нешто во животов. Во И моментот. ојдовме на ушно и му викам на докторов вака и вака, значи ти имат нешто во ова. И тој си мисли, добро, можда нешто вода влегла, веројатно, зашто прилично смирен беше. Да, добро, дај да видиме и со она огледалце на она што е, знаеш, округлесто на она, вака, фоп. Да. Чак, уклучи, седи, пиле и една, она инка внатре,
редење и само што го ополи, одма само вака рече дајте шпиритус и одма знаеш Посериозно левелов стана работа. на како се викат активности се зголеми вака, знаеш. Живна работа. Само рече само момент И кој стаде и така? влезе значи вака. Добро, шпиритус пол кило во ушево. И со онај шприцон што е како знаеш Леле, коза аквариуми лепење, ама е за плакнење на уво. И вака фап и кој излезе то гомносано. Олкава бе брат пеперутка некоја, не знам. Олкава пеперутка, си викам и то нопачки беше влезена, на рикверц беше влезена. Објасни ми како, не знам, ете, например. Да се надоврзам со еден пример. Повели, надоврзи се. Да ти се погоди вечерта. Женат, ќе дојде некоја. И дојде негде да си Копате очите. Таја копај, ти копај. Лагадина на мулетно време се преако и овде одма зад, како се викат овие, звонциве, пијајца да ти застане да сажа се нешто рандом, таман сте се заиграле и сега не можеш другариве, не можеш жена ти да викнеш со цигарет Ова да го му неаме направи. ми се чини во подкаст кажано. Ама ќе биде јако. И тога шо правиш батулет? Да застане, кој што си ти, и пијајче. Пијајцава тука е како амортизер, да не И прсни. да е уште да е појако пролив да ти има стегнато. Ај сега, добро. Не. Добро, И сега треба да му се јавиш на прв браче, да му речеш, Ај брат, сега. испадна работава, цигари пушиш, не, ништо не ми бркаш Не, работа. на цурава ќе и речиш да Ама и запали не ти да пуши, го згаси. астматичарита не може цигаре, друг се Ако те сакат ќе запали. Ха? Ако не, шо? Така? После таа случка, ако не се земите, јас не знам. Ам жена цивеќе, што да се земате? Нема тоа е веќе игра на судбината. Може да се погоди тоа. Па, двете бе шо, стерео. Една за Абе ти, дали една не е за тоа сабајле, друга фантазија? за поручек. Дали тоа не е фантазија на појакиве мажи? Ама Шо? жениве нема сакет. Па во одредени земји е дозволено. Сега, И знам тоа. сега е дозволено во одредени земји полигамија се вика тоа. Ау, вистина. Браво. Не знаев. Само не викај, ворете дека не знаеш. Свикно? Извини. Се ме допрева. Ова не го имаме кажано, Ма не ме мислам. остава жена ми да се зјамуше на жена. Мислам во прва сезона дека го немаме кажано. На познат пејач, македонски познат пејач, нема да му го кажеме името од етички причини. Да, презимето ќе му го на, кажеме. на мочање го имат каснато пчела или оса, не знам. Таму, во пределот, Зад? точно на Монблан ондека кај шо. На врвот. На врвот. Тоа е врв на сознанието. Тоа е врвот на несреќата. Само мала дигресија. Ошол на болница заш работиве завзедоа друга димензија. Ошол на болница и ваму на болница, значи на клиника во Скопје, прво што направиле, го сликале екземпларов и стаене во учебник. Леле, за... Како убот од ова, па после третман и така натаму. Ако е До видео толку бук, да си баксус, еј. ако е видео бук во позадина ќе има До толку да си баксус. Леле, еј. пчела те касни. Да ги замразиш и пчели и све. Да ги замразиш. Мед здраво е, да се... Да можеш в тегла да го клаиш да речеш колку го збира тоа, да измериш волумен. Да, туршија да си го клаиш. Да се најд за зимоска. Не да, ама тој врвот е инспирација за многу оние aliens по science fiction филмови. Имате приметено? Не, од сега. Опули го и види некој alien филм. Околу устено, околу... Не сакам, ќе имам после трауми. Кој ќе видиш, например, чудовишта на без очи. На што те асоцира тоа? Само усте и заби некој, са немат заби. На што те асоцираат тебе? Ова дип На шит е. крстозбор. На види фотос? Кој ќе мочкаш? Види фотос? Види го, братучет, колку аналитички со органиве на телово. Заш, например, не спореди марсовец без очи со лакто. Лево. Лево лакто. Лакто, тоа е овај дел, братучет. Овде, овај дел се викат лакто. Немам изгорени ќели. Те гледам, чисто... ми свежна. Ако гледам, бледо. Не, му асоцираат одма на Чарлс Дикенс, на братучет. Фиксно.
Фиксно, да. Фиксно. Па не е тоа моја инспирација, јас не правам science fiction филмови. Овие прават. Дај ме некој елиен ни треба на шизля, и викне некој батулец со некој олук. Ќе осликне 2 пати. Да бе, Чела ќе окасни толку телово. Кој егоисти сме бе, човек. Сите вонземјани се нешто погарди од нас, сите се нешто пострашни, полигави, се сеќаваш на тој филм? Најнапраени такви ко некој водоземци, ко некој не знам ко октоподи, ко некој глупости. Никој не е од нас поубав. Не, ние сме овдека мадафака. Знаеш зашо е тоа? Заш, например, таму на Марс или во друга галаксија in another во Канада metaverse. Да немат, не знам, да се сите код појма немам, код на фешн. Пример. Или да се сите како Благица Павловска во златните години. со овие полуголиве овдека близначи. Па не знам, ето. Овде. Но не врвам, овде. Ти текви, например, Знаеш така зашо се грди? Знаеш зашо се грди? Зашто иначе нема да може Америка да победи и да го спаси светот. Сега веќе се чувствувам поспокојно од како Америка Некој го што се спаси. во Америка што гледат подкастот сега потврши, ама се рекол, леле вистина. Ништо му го крена доларот, братечет. Скокна валутава од ова кога го кажа. Ова 13-та епизода ја посветуваме на Соединетите Американски држави. I'm going to save the world. Save the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. As amazing as a matter of fact, it just reaches that. Со ова растевме. Ова беа топ листите на времето. И го немавме овој потенциометар за да направиме и да се намали. Не, го немавме. Да. И исто New Kids on the Block и Guns N' Roses на зимска рекреативна програма. Траумите од детството се појавија. Одиме понатаму. И тогаш требаше на школо да се гласат, да собираш потписи на писма се пуштаја во зимско рекреативна програма. Се пуштаја писма со потписи и ги броеја потписите ко денеска што збират за овие што се кандидати за председатели, потписи што те убедвете, така се збираше за кој ќе победи на топ листа. И во финале беа Guns N' Roses со You Could Be Mine, песна од Терминатор што ја знаеш, и беше New Kids on the Block со не знам која песна. За штрауми имам. И јас сакав да гласам нормално за Guns N' Roses. И сестра ми заш беше поголема од мене, ме убедвеше дека тоа не е права одлука во животот. Зато ти убеди сега поголем дел да земиш од наследството. Ме тераше да ги убедам јас на школа во класот да се соберат за New Kids on the Block. Еве, кажав јавно. И што постигнавте? Што да постигнеме? Ништо. Ништо. Постигнавме. Чемер и јад во душата носам на ден денешен се сеќавам на тие збиднувања сал. Вака те чепна малце си рече не, не. Не. Денови на поезија се сега од 21 до 25 се денови Супер. на поезија. До септември пауза ќе правиме со подкастов. И сега ќе направиме една пауза. Не ме љубиш веќе, не ме сакаш. Не, јесенин овдека плачи довидување другар, довидување, извини што заминав без тисок на рака во овој свет. Не е ново да се љуби, но и да се умре не е ново, исто така. Јесенин проклет да си. Како не го згази некој. Ова ми беше како не го згази некој испит јесенин полагав, тогаш, испит приемен со оваја поезија полагав, море свести се не е животов, само мутери. I'm with you. Let's rock and roll. Те поштовам. Роднино, гази.
Роднина. Шибаме, како рече, Цюрик. Тру. Нитро 2, Цюрик. Треба таму да име, да Das знаеш. ist ein wirklich, ja. Да име до граница и 0066 87. Rufen Sie jetzt an. ова е реклама за паста за заби Не бе иначе. за она хотлайн, кај што теткине, кај што ти дишат. Опа. Таја може поскали е кутратат и звони и ти викаш, кажи ми како Со се стент. секаш и таја ваква со кесите од кам, ама германски кам. Мак. Била. Или Lidl. Реве. Со кесите од Lidl. Качви поскали, ама германски скали они е по стандард направени германски. Ти Со се качвиш чамфер. на петти, ама си скапнат колку да е малце сменета атмосферава. Не си кокајна скапнат да погиниш пулс од 180 да ти е на прв спрат. Не, ова на третија и ти викат вечерва е премногу. Се во ова на германски. Flugen wegen sind wegen vor sei von Scheiße. Flüchen am wegen für schlasten Weg. И то може да те И да, попаде. и то во превод значи, леле Господе, колко е се волшебно. На рачкава. Какви скали моментално. Дали ти се значи, направи нема- рачка? И овој викат, носиш хулахопки? Не, крема за реум. Ја. Крема за реум, мачка на таја. Кој е тој hotline language? Рачка. Дали ти се направи рачка? Да, од Шрафцигер. Како се фаќа за рукохват? Рукохватоме? Не рачка, мори сестро, Гелендер. Гелендер стана Джонатан Ливингстон. На германски. Ама да не го разбираш јазиков. Од овде на хотлайн да се Так јавиш во јако ке, Германија. колку и да не го разбираш. Та- Имаше на сателитска порано даваја такви теткици со оние. Фла, флуген, Е, немат хотлайн, денеска на Инстаграм имаш све. 21, 97. Напиши бослаци Руфан. и ќе излези све. Бослаци, Ами, пиша. леле. Не пиши ништа, сами ќе излезе Бослаци тие. не е како да се прави муабет за цицки, ко за некој чуден етникум. Како игра орната името фармено таму. Куд бослаци. Се облеквиш се со на белоно и на крај бослаци ве ги редиш и терате. 3 напред, 2 назад. 7 не. осмини. Така е, убиим го филмот на сите цицачи на планетава. Бослаци. Па тоа е преако. Ова во речников зборов кој ќе влези, другиве зборови ќе опуштат по цигари да купите. Само за да не е одржливо. некој- Бослаци. Елиен ќе дојде некој со Не. 3 бослаци и ќе ти го скршит филмот, зашто древито ше една рака за фаштање, нај? Се јавиш На под Муабетов другари. дурсме на Муабетов, плиз. Бослаци излегоја? Не, имаме точно со ова прашање на Инстаграм. Публиката. Секунда. Стрпете се, ве молам, бидете со нас, еве сме. Коле ценачи? Викат вака. Наиле долна црта Емини. Наиле Емини ова е викат, некое- дали сте размислиле дека во светот има дупло појќе брадавици од луѓе? Батуле! Ние не, наиле, ама очигледно ти си размислила. Гледај сега колку е, а? Дупло Браво. појќе чичинг Браво! од луѓе. Имаше и некој по биологија ги учевме. Имаше некои такви синдроми ли се, болести ли се, кај Кај што што треба се да се- раѓет она и овој беше имаше екземплар лошо нацртано во биологија, во тогашна биологија. Човечко тело имаше вакви чучунг нипелс. Нипелс, ви колку пософистицирано Француско. звучи. Нипел. Нипелс, ама имаше како кај прасињана. Што спориш ви? Па за Елијанс дека Муабетов, зато. Аби каков елиен шкуето со 9 бослаци? Па не бегај од биологија, ќе го знаеше ова да не бегаш од бегав часот. јас од био. И што викат, што е фактов? Па уште то еднаш? фактов е дека Дека дали има сте поќе? размислиле, a.k.a. јас ти Чоле без обврски, брат. Ако сакаш да учествуваш. Дали сте размислиле дека имаат во светот дупло појќе брадавици од луѓе? Брадавици се мислит на чичинг, Не, јас мислев за ушиве. И преако. Па дека дупло е.
Преако. Еден братучет, две нипелс. А? Но На муабетов. како го најде вака на средина, зашто јас сав да се надоврзам, ама во моментот скокнав дека сконтав дека нема да ми е веродостојно. Прво скокни, после сконтај бе, брат. Значи, поговорка има. Еј, сконтав. Леле, браво. То сакав да се надоврзам. Ај, ќе име и чисто. таму. Денеска прочитав еден многу интересен пост дека Илон Маск, мислам неговава компанија, инвестирала на Neuralink, мислам дека се викаше, во некаква електроника и што се им како имплант се стават во глава и со тоа дека го излечвет победа над слепило. Значи нема да имат слепило со ова што ќе можеш да оклаиш. Не знам колку батерии треба, не влегов електрашки да видам или какво джекче, USB-C, што е, не знам. HDMI валјда. Што е појако, го тестирале на мајмуни. И успеало. Сега, ова го тргаме малу настрана. Сега ќе направиме на дигресија. Си викам бе, добро бе мајко му, кај се сиве други животни кај што треба да им се помогне нешто. Например, зашто не го клајат на полжав? Ги излечивме мајмуниве, сега ќе се клецет и топ. Полжајве кој да ги заштити? Микроелектроника. Немој, полжавот немаат време за такви експерименти, имаат куќа за гледање. Слон кој ќе видам, например, природново стапало, нашово стопало, како изгледаат? Вака и вака, така, за да можеш да направиш чекор. Слоно не ти изгледаат ко загреата, бе? Право, само ко цилиндер. Илон Маск, например, да инвестират во патики за слоној, да не си ги дупет оние. Патики за слоној. Леле, ова Чи наброиме сите животни некој сега. кој ќе заспиваш, пример, знаеш, во она фаза кој си легнеш на перниче, све меко ќе се наместиш вака, кој ќе ти имаме вака 2-3 пати. Најкомотна, Ќе се да. свртиш еднаш од оваа страна да го разгазиш теренов и таман во она фаза на кај што кај што веќе ти вика Да. папа, некој вака од подкревет да ти се појави, ти само да во мракот без да те чепне или нешто. Само она како што си лежиш и само вака да ти рече патики за слоној. Ни готово, шанса нема да заспиеш. Кој ќе си го визуализираш тоа? Така? Џорданки за слоној. Да. Абе, за сиве животни сега ќе најме шо се им фали. Да закуцат. Да. Виде, слони со патичиња да си вози. Не морат со лепенки да се направат. Не морат зашто така. Може да си ги залепи сам. А знаеш што е? На полжај, например, ете, може да им дајат со оние морбидни неочиња вака што и цело време, кој ќе Со што очепниш. морбидни? А? Со што Е, морбидни? сега не е од најубајне се, ајде, со што морбидни. Да. Оние кој ќе му очепниш, јас така како помал имав правено, чепну му го и граничен ко си, куре му да. се собираше надраг, и после некој време тој па и надвор. Не бе, вака гледат како за блиску, за далеку. А, се опули далеку, пап ќе очепниш и одма, чекај, да се соземам. И гурелка тука. Мисли креативно море, на полжав никогаш не може мушичка да му влези во око. Може в куќа да му влезе мушичка. И да седне да си поправат муабет во око, шанса немат. Ако мушичка погоди око од полжав, таа мушичка треба да биде испоштована. Да, Нобелова награда ќе И добие. ова што ми го постави прашањето, ти борџам одговор, повели, еве, на полжав не можеш да го ангажираш за такви експерименти на Илон Маск, зашто полжавон си имат куќа за гледање. Зашто од сите животни само на полжавон му пуштет данок на имот годишно да плати за ова. Леле, виде. Иначе истиот сличен пост најдов пред некој ден, два, не знам колку имат, со истото Neuralink сега многу го промовират сето тоа. Човек што е комплетно на човек тестирано. Добро. Човек што е комплетно парализиран, вклучен со тие, играше шах со компјутер. Комплетно, значи не може да мрдни ништо. Значи те буквално со оние цревана со и си седят во ова и си играт шах со... Победи? Сега не знам, Не ја догледа. слика имаше, немаше слика? тон. И конјот кај му беше на слика. G5.
Да. Кој на пасвиште му беше коњо. Да. И гледаш, А кралицава на шопинг беше излезена. нормално дека ќе би. Знаеш, немој да се замарат. И Кеја има тој дено да си купи. И што нова ти ви круна. сакаш на други животни да се тестираат? Да им помогнеме, На јас сакам плашица, да речам. например. На плашица? Да. На плашица и треба тоние, како се викат, на устава што се стават Лабело? Лабело. Добро. Да не и пукат. Гледаш? И онма ќе се помогне. Кој ќе прави... Знаеш колку и пукат устана? Сигурно. Да, кој ќе ги видиш да се како што се Не, лапет, сигурно има... плашица, пошто прават вака со муцињана, да му даеш цигара ја запалит. И кругчиња ја почне да прави. Со кој призор е то? Вака, бро. И да излегват кругчиња. Ја вадиш плашицава пред да ја истеш и само вака да ти пред. И кругчиња да излезат. Кај што го спомна. Дали после тоа ќе продолжиш? На првава да тема изнариди? само да се вратам на овие стари пијаници, кој ќе ти зборови дека за Македонија, овде бело кој ќе му се напред вака. Дали него или на плашицава лабелово треба му најде. Ја да ти кажа, и овде овие антениве сателитска. Сител во Албанија што фаќат. Вака овде, не? Сител во Албанија. Овде кој ќе му се напреди и то, знаеш што е појако? Ќе се закорајчи после па стане жолто, а внатре уште е бело. Тазе е уште како кајмак на млеко на што се Многу навлеквиш во детали кога Не, е нешто само да гадно, речам. имам приметено. Не знам Значи- дали то ти е фетиш или предизвик. Не знам Професионална како деформација, како извини. да го третираме вака сега да речам. Кај што Сега ги треба се спомна долови. антениве, најак изум ми е од алумински леген кој ќе направат антена негдека она Мариово пример. Аха. За прва програма да фаќаш. чиста. Од леген. Знаеш антенски кабел вака вудве, едно ваму, едно легенов, пресечен вака. Не знам како е произлезено до... Качен некој на чатија гори подадол. Како е тоа откритие? Пагаре! Како е дојдено до тоа откритие? И Легенов мора да бил изрешетан, дупнат да е. Иначе не фаќа. Да, за промаја е тоа. Колку е Да не тоа? ти се мешаат програми, бе, флоу да има. Колку е тоа јако? Да. Тоа е исто јако, например, кој на Фичо, кој ќе видиш штрафцигер закачен на пенџерено, за да не паѓат Ма што пенџерено штрафцигер надолу. капа кон назад кренат со кол да не лади, да не загреват уствари да лади. И тоа си го мисле вака на конј што би му помогнали. Јас би му не знам што на конј да му се подобри маце, да еволуира ти е паралелно со нас. Што еве растиме заедно. Зашто само човеков Знаеш дека коњи не легват да спијат никогаш. Да, на нодзе. Од нанога. Ништо штаки да му дајме. Ко него. знаеш ко бурек кој ќе касни некој од нанога, она од набрзање кој ќе немат време го чекат за на работа, така спиет коњот. Да. И кој ќе легна, тоа викат, ножот не можам јас повеќе. А дајте ми го делфин мене. на пример со пола мозок спиет, со пола зашто иначе ќе умри, пошто диши со бели дробови. Образлажи. Со пола мозок спијат, па после со другата пола мозок спијат. Делфин. И шо јако е. Факт. Замисли ти да можеше. Еднава половина вака спијат, О, па другава глупава. кантер пуцат. У момицу ти. Тоа е биполарен братуче. Да. Тоа е биполарен Леле, братуче. Јас ако не се одморам кој човек, тогаш ова ми е поглупа половина мене. Тогаш Пошто можеш и- во константа ти да си Пошто и пола... послепа ми е ова, разбираш, овде имам цилиндер, двојка, миопија, дистопија, Дјун, онај филмон, пола епизода. Топија имат братуче. Црне. Црно-бело ми гледат, не памти, не контат. Оково негово не ја прифаќа иднината таква каква што е, поцрна ја гледат. Малуко Чековски. Мајко му. Не, то многу на Не, гей. Рахманиновски е ова. И кој ќе си легнам на левава, а зато на лева ми е на лева, речи го, страна кој ќе си легнам. На лева страна кој ќе спиеш Колку поглув и во сум. сонот кој ќе пуцаш пенали не е тоа. Не е тоа. На лева му Ќе сам да се повторам азбукава А, Б, В, 3, 7, 9, ко код да ми пиши, знаеш? И некој ќе Ама с- кодов е useless. За ништо. Не можеш да го искориш. Ни за Wi-Fi пасворд не може, ќе ми рече too weak. Вака. А на деснава и одма се враќам. Што требаше да направам, бе викам? И Браво некој ти. ќе ти рече, па ти ги заслонај. И ти пак ќе се разбудиш. Да.
И што И да на му Делфин направиме не сега? можеш така, заш пола спиет, пола не спиет. И И како да да му дојде овој помогнеме со ние? патикиве за слоно и да му направи шубе, овој ќе му рече, бебе. Знаеш, толку е. знаеш што ќе му направиме на Китов? Тоа е најмалата форма на вербално насилство, што може да постои. Што? Најмалата форма, најекстремна форма, знаеме што е. Сега има ти кампања така за против, тоест не за, туку за запирање на врсничко насилство и ние со братучет го поддржуваме тоа, не треба да имат. И ова е најмалата форма што може да постои на вербално насилство. Некој кој му сметаш пред телевизор порано времето се сеќаваш кога имаше на пример вести и ти со Количево ќе си играш и сега тоа е, тука тебе играва, сакаш да поминиш. До долнава рамка од телевизоров глава се прифаќат. А ваму нешто кажвет за, не знам, Палестина и Анте Марковиќ. Дали ќе донеси чоколади или не. И го ти рече, бебе. Толку, Еднаш. како она, како и без однос, како такво. Да тие што се како повисоки како деца мора на колене да овозиш Количево. Заш сметаш во преводов легвиш. Вака гледаја, со цигарето обавезно, гледаја вака запулени во телевизорон, со оно вака што трепкаше, леле, кои фреквенции ги имаме кркано, господе Боже. Како има Не треба ни да не мозок, прскај сега. Еј, со онај заобленион екран. Леле, катодна цевка, поминвиш и вака... Косава, зато ни е падната. Сигурно. Новиве генерации кои ќе видиш сите Ние со долги немавме коси. телевизор во боја, зато јас уж малце имам. Поминвиш Братуче, дете на војни лица, тие Да, понапред не. Грундинг имавме Зато ние, тој на влечеше нуклеарен поќе. погон беше вашион, зато и трепки уж малце ке нема. Телевизорот и знаеш, од Ваштекој и се вака, редеше. Ке седеа, ке ги гледаше вестите и ти помниш само ги дели. Бебе. Толку стравот в коски. Стариот телевизор, овој што е, вака ако од овде ќе поминиш покрај него и вака завлеквеше. Разбираш? И од овдека да ти се десеше нешто на глава, немаш гајли ќе го излечеше, то со радиација беше сам по себе. тој. Или тоа, или ќе ти рече само нешто ти разгаламени таму со брачедиве, се она, вака само кој што братеа пример да чуеме за времето. И ова, ти разглами се, не беше то така, шиска ми се падна, не люти се човече, тете. И само вака, прекина чуеме. Прекини да чуеме. Ај шеш малку против И толку. А? Најниска форма на вербално насилство. Да. И ти знаеш дека е време да се прекини. Да. Толку. Прекина чуеме. И ваков сам. Прекини. И толку. Како рефреш на компјутер. Толку беше. Давај ново прашање. И се загреа. Одиме со... Сега ќе ја врзиме работа во одма. The questions from the audience. Да. Еве, Наполеон 4 демек Наполеонче. Кога ќе почнете да бидете смешни? Кога, браточет? Никогаш. Јас мислам дека се поглуп станува, така да Златен, Наполеонче. Златна, шо и да си, вие, Наполеонче. кога ќе станеме да бидиме смешни. Вака сега ќе ти дам еден Кога ќе датум. порасниш Наполеонче, тогаш Да, чичо. и за твојот следен Ова за роден ден големи е. ќе ти купиме Рубикова коцка, ама во една боја. И следно да си миош за в полиција си ти Златен со ваков однос. Рубикова коцка во една боја, ама разместена. Сам да си ја наместиш. Добро мило. Добро душо. Ето така. Ајде, сега И чајчето. да си миош, да си ми подработвиш негде и она, рече го, добро, и твојве сигурно име таков однос со него, чим ти имаш ваков однос со општеството, да неговите се опикниме пресмешни. негде, да опикниме и негде, в гъз да го пикните. Не, немој таму преубаво ќе си помини. Фиксно. Кога ќе стане никога, за следен роден ден пиши ни ти Златен ти кога е, пошто веројатно ќе гледаш ти кажа епизодава. тебе дека треби да сме смешни во кој те информираше. Ова е подкаст за како да не успееш во животот. И ако следиш, тоест ти не мора ни да следиш на прав пат си. Во ред? Кога? Океј, доставмо е бе. Добро. Одиме понатаму. Ивановски долна црта. Одгатнете ја поговорката. Ке си ги пуштиш носете Добро. Но сете. сега тајпау.
како го викат модерно. Колку што ти е чергата, братучет, повелите? Јас? Да, добро, ајде. Пиши братуче таму, тагнат сум, хаштаг имат. Да си ја пуштиш, да си ги пуштиш ноцете, колку што ти е чергата. Ова го имаше, например, во една населба уште кај нас го имат и тоа е многу јако. Чашитки кои ќе седнат на прагов. Тоа си постари, уствари не бе, па постари лица, сега не е жени, глупо е да речам така, кои ќе седне на прагов. Дали некој од повозрастни веќе се сетет, пред врата ќе седне, а кафето тука, изметен дворот, мамицата пицнат, а тој вчера пак миен, и завчера, и 24 години уназад, и ќе си седне на прагов, не столче, летниковец е модерно тоа веќе. Пријако. Ќе си седне вака, знаеш, кафенцето, 2-3 жени собрани, и ќе рече вако, кој умрел, мори уна, леле. Што се има десено. И ако ја пуштиш чергата, Готов си. готов си. И втора варијанта имаш во Венеција, например, кај што куќиве се многу блиски едни со други, а ти замисли со стриково скарани уште од времето, ни со брачедиве вие не правите муави. И чергава точно на овде вака. Точно овдека во вторано плитко стои и оди ти пушти, зашо ќе ти скини. А тој чека тоа таму димнит. Димнит само ако си ги пуштил. Борете, задоволен си со ова? Не знам, овој Наполеончево дали е задоволен Не со е ова. Наполеончево, ова е Ивановски. Ивановски. Зато овој социјален проблем, значи, ќе си ги пуштиш нозете колку што ти е чергата, со други зборови, народниот мудрец се Народниот труди, правобранител. Народниот мудрец се труди да ги заштити граѓаните од реума. Вероника .м5 викаат, кога ќе објавиш видеа на YouTube од твоите стендап настапи? Повели, кога? Ај шо само јас маре на распит сум овде? Кога ќе објавам? Абе има нешто, се крчкат, братуче, ќе окрени левелот Не сега на молим те, повисоко немој вака малце. ко на распит, те молам. Сега се крчкат нешто, ќе имат, а од тоа раски имат веќе шо поќе од тоа. Имат бе, Вероника, YouTube видеа? Или ти си изгледани? Ако ти си изгледани, ново се крчкат сега. Кога Ново шо? секако. Прво дојди на настани во живо, еве, например, на 1 април во Национална опера и балет, повелете, уште неколку билети се во продажба, линк во description, а братучет наскоро ќе го сними неговото прво соло шоу. И значи ќе има и видеа, и аудија, и све. Со стриптизерки ќе Со оправи. козињак, со се. Да, тоа ќе биде дел од сценографијата, расфрлени рандом козињаци вака. И кој ќе Даниел. победи да може да изгази. Долна црта, кеке долна црта. Кеке имат пишано веќе неколку пати. Кекереке. Значи Даниел викат вака, колку се на 3-4 места по 5-16. Доволно. Ево, викат, наиле, што рековме, преска со тие, со брадајците. Наиле има туше едно вакво прашање. Имат отворено денес. Да, наиле има премногу Ова нашо слободно. ја седве толку идеи. Премногу слободно време, наиле вика долна црта емини прашуваат, ако би можеле да имате една бескорисна моќ, која би ја одбрале? Ако би можеле да имате една бескорисна Ова има моќ, челендж. бескорисна моќ. Чекај сега, видиме шо е бескорисно. Грицкање ногти не е баш бескорисно, заш некојаш ќе забораиш, а сте на коктел. Тоа е корисно, Тоа е тек на мене веќе сега. поканети, значи не И е. каков цар, бра. Бескорисна моќ. Сега, на некого му е во корист. На некого мора да му е, можда тебе. Не, ова е за тебе да биде бескорисна мојк. Заш иначе до утре ќе одговараме на прашањево. Бескорисна моќ. Чоле викат, да можеш да ги смениш цените на смоки во Каиро.
Само вака, седиш и да се менват, ко на томбола. Вочкице. Светска берза да следи. Ле. Ле. Јас знаеш што би одбрал? Да можеш да му заприш на некој првот да му прави косата, ама и да му го активираш исто време. Не. Да му се прави, ама да не му паѓат. Уште да му се прави. Да, како таписерија. Како главуч да би. Како фуги да му застави. Ле. То би одбрале. Сега не знам дали ти е јако, ама на пример денес така сме расположени. Да. Ова го рековме. Чекај сега вака. Атанасовски Никола, омилена пијачка од страна на жестоко. 4 пат го поставувам прашањето. Дајте посериозно малце. Браво. Мајсторе, извини вака, со пијачки не бевме стигнати, 13-та епизода ја чекавме. И зато, тек зато. Од жестоко? Јас не пијам малку. Милена пијачка од жестоко. Од страна на жестоко. Од страна на жестоко. Јас само кај што има жестоко од страна стојам. Пошто не пијам алкохол, брате. Не знам, вајде убав одговор. Ама зато кој ќе цркнам во кампари да ме стајат. Не, ама сега знаеш како, сега не ќе одговориме, еве на пример виски. Океј. Ама не, мора креативен одговор да се дајте овде на прашањето. На пример, замисли да имат пијачка жестоко, екзотична некоја, како на пример Во Мумбај што се припрема. Како на пример солзите од онаја главна на што играт во другата во мене, ама да се направени како упсарин во шумеќа. И само со вода си го раствараш и прави това. Пените менјават боја. Пушташ тажна музика некоја и да го опниш на екс. Лакримариум. Лакримариум Шта треба да направи форте. се ова? И вака ти направи. Така некако да те насолзи. Многу креативно, браво. 4 пат Не го го бенди поставам сам. прашање. Не го Има бенди дојдено во сам. винарија последниот пат. Че ќе ви еба матер се на двајцата. Стаматовски долна црта, еве те прашвит, кај му е бурмата на братучет во последниве епизоди, а немат некако да ни спадна стварно неверница. А што беше следното прашање? Предходното? Кој е предходно? Абе не тастај море. Тастери. Жестокото предходното беше. Другото. Следното сакам да речам. Адемек, ова не те бенди си? Не бе, зашто не ме бенди свит? Еве, Тастер еден. Јане Тодоровски, Монопанк, те прашвит, братуче, дали ти е омилен басист Алекс Вебстер од Cannibal Corpse? За наративот е очигледно. Видете се, бе, излезете на кафе, море, видете си се. Направите си муабет за педали, жици, кој во шо штим го штимате басов. Омилен ти е или не ти е, сега кажи му на човеков. Му кажувам на човеков, не ми е омилен. И не го поштовам ич. Не ме го поштовам како не Алекс Вебстер кој не го поштова две, море, убо. И што беше другиот дел од прашањето? Извини уште еднаш, дали го поштоваш? Според наративот е очигледно, рече. Видиш? Ние двајца сме, зато Виктор Вутен ни е љубоморен. Зато цело време викнете ми име, бе, брат. Ама ние му речам, не може да каведе ти, брате, со расисти не се дружиме. Чуле, во вакви моменти имам потреба да те прегрнам. Се чувствувам осамен. Палеше ово. Д. викат, зошто граф се јаде само во петок? Посене, затоа што се постит. То не беше со урда поврзано нешто, бе? Петок? Во петок се јајд граф, наше по Нитро Цвај, за да можеш сабота и недела да го Да раскиниш, полниш боци плински. а на работа никој да не се осеќат загрозен. Да му влезеш да тушниш. Не оние гласни, не убај. И кој ќе почне да испарви два кало околу тебе да речеш мајката ова од Хирошима и од Нагасаки овде е дојдена. Зато е во петок се јај. А религиозност има други мотиви и така натаму ние не навлеквиме во тоа. Не бе, ја владај то премава Чолески.
Владе, Като и Кој чуда. ти ги спуштат овие на канал коли веш го прави застанат јокат нима овде И сега едно да речам вака последно прашање е ова. Да го почитувам, морам Дејан Богдановски од Кича. Од Кича. Со кој што се дружевме Во неколку Кичево, дена. да. Поздрав до Дејан. Викат вака, прашање до тебе Тодоровски. Значи за Алелуја. тебе братучет прашањева. Че си искарам овде. Само мене ме најбе. Гледај, слушај сега, јако е ова. Слушај. Ај, извини, брат, мислам, што се понашам вака, мислам, неелоквентно у друштво, мислам, овакво. Ние сме тие неколку. Прашање до тебе, Тодоровски, кога се тушираш, земаш чиста крпа да се избришиш. Ти чист, во заграда истуширан, крпата чиста, а ја фрлаш за перење. Зошто? Зошто, море да ја нешто ти сгрешив? Не, да си објасниш. Да си објасниш. Сега, ајде, повели. Значи, овде станува збор за една нестандардна ситуација. Кога се тушираш, земаш чиста крпа. Ова е, ако и само ако имаш добри хигиенски навики и... Кој што? Со виледа и ако дома условите се топ, да речам редовно машината за перење работи. Мене омилена техника на сушење после туширање ми е фен. И то далеку. Знаеш, како не баре Да не изгориш вакната? топол ветрец да пиркат. Седиш вака, Коренот да не го и изгориш. пуштено некој джез, смут джез некој и фенов да биде во штим, а повишено. Че си го замисли това, знаеш, така? Нека пробе. Срамота е. Пробајте, нека ве свежни. Замисли Тодоровски, гол, тасма. Гледај колку еколошки појке. Фенов работи на струја и која што може, значи, да се произведи од еколошки ресурси. Разбираш? А за Пешкиров да се испери, ти треба да потрошиш енормна количина на вода. Киловати. Па, имат хотели такви. Да. B&B, мислам дека се викаше франшизава. Сега баш во... Абе, убаво те прашви човек. Чекај бе, еве се трудам, ама и ти под прашања задаваш. Не, овој само се карат, брат. Ке Јас се задаш карам. некое прашање Јас и после... се карам. Че те бијат малец. Прашањето во основа е зошто чиста крпа фрлаш, ти крпава чиста, кој ќе се спојат, телово со крпава и после мораш да ја фрлиш за перење. Ова прашање не е за во пости, ама ќе го одговорам. Зашто кога телото ќе се спои со крпата, се случува еден чин на Лапласова трансформација. Фротиров не е тој што беше. И крпа имат потреба од, знаеш, таа идат со очекувања кои ќе го допри тело, не го добиват, Поетски. не го добиват заслуженото внимание. Тодоровски, И зато фротирон имаш приметено после бришење не е то. И крпава и треби омекнувач за да се врати во нормала. Клучот на прашањето е омекнувач. Биди помек, братуче. магистерска Нема сега. да си крут толку. Ова е само подкаст. Денес го имат, утре го немат. I hope so. Зашто веќе ова е неиздржливо, мислам. Претарано викаш? Ти дадов 10 минути на почеток да се изразиш и не бе, брате, не, аз земам да одговарам нешто одма. Одма кнедла имат голтнато. Овој, братучедов. Чуле, не сум во право? Како не? Само речи. Само речи. Чуле, сега треба за... Че ти го издупам пол надвор. Не. Го сакам, братуче. Го сакам во И поштенско садниче. во подкастов сме буквално како во прашање од Со крпа воде. Од братов. Јас пред да одам, како Што си мајли... ти, телото или крпата? Крпата фиксно. Одам да се исперам после. Јас сакав да бидам крпата, ама ајде, ти биди. Види колку поголема улога има море. Околу Мадина, околу се да се исчистиш и да ме фрлиш после. О, безмилосен.
Никогаш не би го направил Ахиле. тоа со тебе. О, немилосрдно Човеколики, боголики. Ахиле. Беднику, Леле. кој мислата не ми ја следиш ти. Во тој прекомотен стол тука бдееш до мене комоција ќе ги затвори твоите перспективи. 13-та епизода. Кој издржа на здравје, кој не издржа сочувство, одете надворе пролет. Знаеш кој набушава азбука, кој ќе рече, земете книга и излезете надвор и Нена Стојански што викаше и во право беше човекот. Земете книга, излезете надвор на клупа и читајте.